Скопје го имаш опеано многу песни, нели, но сепак некако како да нема ни тие песни приказни за тебе. Има во секоја песна, само што не е на првото ниво, него е измеѓу. Треба да се чита меѓу редови? Меѓу редови, на второ ниво, на трето. Види, мојата публика е, ова сум го кажал и порно, мојата публика, ја сметам дека е многу интелигентна. Добро. И ја од првиот ден на мојата кариера ги третирам тие што ќе застанат 4 минути и да слушнат песна данци со почит и им давам да откријат сами, не им сервирам на тацна, ево ти готово и жвакано, голтни го. Не, ја им давам кој колку ќе се внесе, толку ќе открие. Значи, за као видео игра има повеќе длабочини песните. Површниот слушател, черска романтика женска, ждоки мали, тој што малце ќе се втури во песната да открие нешто меѓу редови, ќе ме открие мене, ќе открие мои мисли, ќе открие мои ставови. Ја мислам машко женско без разлика, ти изненадил фан што си викаш, си разбрал има све мајсторе. Има луѓе ме читаат добро и ги гледам на концерти. А дали се тоа луѓе што те знаат лично или не? Не. Има луѓе што ме знаат многу подобро, никогаш не ме сретнале, имам чувство дека ме разбираат толку длабоко, а не прекрстиле два збора со мене. Еве ти пример, врзано со Гевгелија. Ајде. Една пријателка познаничка од Гевгелија со која што нема 3 реченици со мене изменето, дошла во Скопје. И Скопје некој скопски и рекол: "Дебе што се прави толку фраер тој Владо Јаневски, се не му чинало Скопје, читав нешто по портали." Избегал у Гевгелија, што се фолира, нешто као, нешто. Глумење лудил. И они вика ована, а девојкава не ме познава, ме видела 2-3 пати во Фламинго или во Гевгелијан изград, значи 3 реченици неаме разменето. И она му рекла ова, се ова нејзин муабет ми го пренесува што му рекла. И му рекла: "Остави го ти, Владе знае да го уживи живото." А ти го потпишуваш тоа, То таа реченица мене да ми текнеше, ја ќе ги одговарав сите прашања. Владе знае да си го уживи живото. А кога научи? Она не ме познала, ме со една да реченица ме раскажала. Бидејќи пази, ние не се раѓаме знаејќи да уживаме живот, него животот не учи да знаеме да го уживаме. Ти кај научи да уживаш? Со време. Ја го тренирав мојот мозок, ја не знаев од секогаш. Ја на млади години не знаев зошто сакам тоа што сакам, зошто не кам тоа што не кам. Сите млади се сакаат, сите млади така, И не сме разбрани. Тераме напред, шибаме 300 на сат, ама воланов не ни е јасен. А кај беше оноа раскрсница кај што Русија? Русија. Чека, Русија е релативно подосна у кариерата. Русија отидов на 37-8 и беше голема прекретница. Тоа време поминато во Русија ми го смени животот. Тие 2-3 години поминати сам, во изолација, без тато, без мама, без пријатели, без ништо, 3000 километри жаре, знаеш кој е чувството да немаш во круг 3000 километри ни еден близок човек? Не преку врата, не во други град, 3000 километри нема, дојди тешко ми е да му кажеш. Зашо уопшто отиде? Отидов, тука има една голема заблуда зашто отидов ја во Русија 96-та, кој памти и кој не памти, али тие што памтат знаат дека 96-та во врв на популарноста, ја бев пејач на годината, имав хитови, бев прва турнеја, прва универзална, прв пејач што напонил ова, Значи 95-та, 6-та мене ми беше супер во Македонија. Ја бе женски, ја бе пари, све што сум сакал од секогаш, во 94-та, 5-та, 6-та ми се случи. Не ти чинеше бе? Не, дека не ми чинеше. Ми чинеше, ама сега види како животот води, дали ние го бираме животот или животот нас не води. Мене како победник на Макфест ме праќаат на Белорусија на фестивал. Така. И сега види како животот сам си ги мести, работите ти ако си паметен само ќе следиш. И он прави Белорусија. Ја Белорусија пеам еден бакнеш, и се враќам. Другото лето, истиот тој фестивал ми вика: "Многу ни се допадна минатото лето, сега доаѓа вашиот нов победник да пее, ама дали може ти да дојдеш еден ревијален настап од пола сат?" Ја втора година повторно одам во Белорусија, овој пат као ревијален настап за хонорар. Тоа им се допаднало третото лето, значи 96-та, истите организатори ми викаат: "Дали оваа година сакаш да дојдеш во жири да бидеш?" Добро. Нова улога. И ја по трет пат поред одам во Белорусија. Сите руски звезди, сите руски во Витебск, Белорусија. Добро. Не, Минск, близко да. Што град е тоа, извини? Мал као Штип. Помал, добро. Штип Скопје, така е Минск, Витебск. Но мало место, голем фестивал. Добро. И доаѓаат огромни звезди со Ролс-Ройсеви, со се менаџери. Тоа е центар на музиката. Ти веќе трета година. Ја трета година. Ти више ги знаеш луѓето. Менаџерите више сум здраво. Тоа да? Привет, как дела? Всё нормально, давай, баш.
И веќе си добар со нив и третата година поред еден менаџер ми вика те пратам бе, вика, абе ти и јазици ги збориш, гласот ти е добар. Знаеш, многу јазици сме збореле тоа. Имаш панаш, имаш став. Дали пееш ти руски, италијански, француски, германски? Како не, пријателе. Ја изборам, не сум Ја тоа го вежбам 100 години. И он ме вика, а да ти понудам ја у казината у Москва што сега се отвара, пошто пази 95-та, 6-та, бум, се отвараат казина, капитализмот стига во Русија и одеднаш нова Русија е тоа. пукаат милиарди долари во казината. И се отвараат казино до казино до казино. Фалат пеачи, ентертейнер, забавлячи, тука фалат. нови пари, така е. Русите не може да се преорганизира толку добро за да испеат од Хампердинк, од Том Джонс. Може ли да направиме спореда? Тоа е како Синатра, Дин Мартин и остали што пееле во Лас Вегас, така и ова. Тоа е тоа. Пеачи, само што разликата со Значи да им објасниме фактички тоа е пееш ти пеач што секој вечер си пее. Секој вечер. Не своји песни, али пее репертоар. 3 англиски, 5 има француски. шоу програм. И парите што ми ги понудија беа толку добри, толку невозможни да се одбијат. Да ја се рече не. Моментот реков, ја Македонија ставам на стендбај, ама ти си популарен. И ќе потсетиме тука си у екот, тука си у никому не Зенит. објаснував, знаеш, и од тогаш почна мојата тактика на необјаснување. Никому не раскажував детали, си го потпишав договорот, си отидов во Русија, си ја терав мојата работа, банковното салдо ми рече спасиба Владимир. И јас си терам и се случи Евровизија и се види пак животот 98. носи. Па да, пак животот 96-та, 7 и 8 се случува Евровизија, мене животот ми носи некоја нова работа. Среќа имам жаре во животот што сум имал прст на пулсот да го пратам што животот сака да ми каже, не со глава да идам контра, Добро. него ако ми Чека, носи ама нешто, такви ако работи? ми носи нешто, сум имал среќа да го видам, чекај, ова животот сака да ми каже. И мене ми погаѓа, Значи, и се ние што погаѓа треба? одење у Бирмингем, Бирмингем. а ја веќе раскомотен у Русија, сместен со сосема женска, други со живот. стан, доларчиња секоја вечер, стига сигурност една. И Копро вика идеме на Евровизија, како бе идеме? Идеме. Не Зори Зоро беше, да се подсетиме. И кога победивме, и ја реков, чекај, Русија на стендбај, ја оваа приказка морам да ја изживеам. Можеш такво нешто на стендбај да ставиш, Лодо? Се ставаат такви работи на стендбај, сакам да кажам, они трпат такви работи, се ја ќе одам да правам Евровизија, па вие чекајте ме. Доларите се супер, ама ова е историски момент. Ја од дете гледам Евровизија, ни еден македонец не стапнал на Евровизија. Така. Значи, у 50 години македонска нога нема стапнато и мене ми викат иди ти. друго беше. Значи, ја морав да влезам во историја. Не можев да одбијам да не бидам прв у нешто. Once in a lifetime. Да. И кога се вратив и ја истерав таа година со Евровизија, сите ме праќаа натаму како шарена мечка натаму по фестивали, во Русија почна Чеченија, бомби, глупости, политика, ја викам не се враќам таму, пошто почна глупости политички додат, не се осеќав безбедно и за така заврши Русија приказката. Али не беше кариера, значи една од приказките расчистиме дека не отидов во Русија да бидам фраер, голем звезда, него беа многу убави парите. Него едноставно одличен проект кој што не се одбива. Да. Генерално тоа е тоа. А кога ја остави Македонија, одиш таму, се враќаш во Македонија. Виде некоја промена во Македонија? И ја бев Или тоа беше не, тоа? Ја од тогаш натаму, затоа ти реков е прекретница, од тогаш натаму почнав да се бавам со промените во мене. Книгите што ги читав во Русија и духовниот раст кој што ми почна на мене во Русија се одрази со тоа што веќе се помалку почнав да го анализирам светот околу мене, него ги свртив моите микроскопи на кај мене. Почнав да се разберам себе си. Тоа го прецепираат како себичен човек, нели? Така го прецепираат. Разбериме што сакам да кажам. Дефиниција на себичноста е малце погрешно исчашена. Нели? Он е себичен затоа што сака сека он што сака. Не. Терсене е он. Не, тоа е добро. Човек треба да сака и да прави она што му се сака. Себичност е кога јас сакам. Или ја рекол да се разбере. Себичност е кога јас сакам ти да правиш ја како што сакам. Точно. Што многу луѓе го прават. А они тоа го викаат, не, тоа е нормално. А ова го вика себичност. По мојата дефиниција себичност не е да си правам да ми мене биде убаво. Него да сакам ти да правиш како ја што сакам. Не е лесно, него колку е тешко, кажи ми, на скала од било што од 0 до 100 да најдеш пријатели со таа филозофија живот, тешко е. Не е популарно, А како се наоѓаат пријатели? Не треба. Престануваш да чувствуваш потреба од многу пријатели и си викаш дека еден двајца ќе завршат работа. Значи престануваш да живееш наивно.
во илузија дека идам наоколу и 90% луѓе се као ја. Веројатно. Сваќаш дека не се. Тука тргаат трачевите за тебе од милиарда лепе за една. Тука трга од неразбирање? Не мислам дека лично сум ги заслужил. Тоа го кажувам отворено и јавно. Не мислам дека лично јас сум ги заслужил трачевите. Мојата професија, Жаре. Професијата наша, ако отидеш во било која држава на светот, Узбекистан, Холивуд, Грчка, не знам, Италија, Америка. Секој шоу бизнис си ги јаде истите трачеви. Секој што е пејач во врвот, глумец во врвот или нешто, ги јаде истите трачеви и му следуваат. И не сум толку само бендисан да мислам дека луѓето ме зборат затоа што јас сум нешто посебно. Не, таква ми е професијата. И затоа не се потресувам многу. Имам едно тркало на среќата кое ти го подготвивме. Ова е трач рубрика Тркало на среќата, едни од така познатите трачеви. Ќе ги свртиме па да видиме среќата како ќе падне. Колку има 30 позиции на тркалото имаш? Има богами. А ти чисто онака само мислење дај, онака дали си ги чул, не си ги чул, кога си ги чул, зошто мислиш дека си ги чул. Так. Ќе ги просмееме малце. Најпрво нешто што ќе ти падне на ум. Ајде вака, одиме, пуштај прво режија ако сакаш. Значи, трачеви за Владо Јаневски. Опати го направиле како казино, Владо. О, фламинго да не мислам. Владо Јаневски е геј. О, да, класика. Класика. Ова е класика трач. Ова е класика. Не знам од кај да почнам. Ова ми беше 90-тите години беше тешко кога го слушнав. Сега дечко 30 и кусур години, многу сакам жениве да ме сакаат, многу сакам да ги менјам и одеднаш некој ме саботира. Ја тоа го сваќав као саботажа. Некој ме саботира за да ги одбие девојкиве од мене. Имам теорија дека обратен бил ефектот. Се случило обратно, доаѓа да проверат ме пусти. Знае. Така? Значи... Така да, колку што мене сега ми е смешно, верувај дека уште ме посмешно на жените што биле со мене. Изекли. Да. Изекли. Ајде следен траш сврти режија. Значи вака, вика, ајде да видиме што ќе падне. Паѓа на... Си се лечело од алкохолизам. Да. И тоа е исто класика. Пејачите нормално локаат, пијат дроги, исто год. Иако многу пијат за волја на вистината, добро. Има да, али тој стереотип луѓето им е полесно да го copy-paste, да стават на сите. Амблом. И сега, има ситуација кој што луѓе кои што ме виделе во живо, нели ја не живеам на Марс, јас се движам по ресторани, по кафани. Имаш настапи, и приметуваат кога ќе ме видат вака, вода. После 3 години пак ќе ме види негде. Кисела вода. Вода. И со години, 10 пати да ме види, кај мене на маса стои вода. Ресторан, конобарот, вода. Вода? Не, и кога ќе... Чудно му е. И кога сваќаат се донесува консензус, тој Владо Јаневски е ненормален, пие само вода. Пошто има сведоци, така. А и се врзува со тоа дека е ненормален терсене сето тоа. Пошто нели веруваме дека сите се, како вика, алкохоличари и дрогераши, ама овој не е, значи он завршил, он бил, ама завршил, пошто сега е тотално на нула, значи он го претерал. Чиме до толку на оваа страна. Он го претерал и сега отишол од друга крајност, од нас не фолира дека пие. Он испил цело маврово алкохол, бе, пријателе, на вреќа кокаин степал и сега као ништо. Водичка. Затоа што пресисал бе за тоа. Да, има, држи. Дај нов трач, ајде, дај нов трач, загрене Владо да го Пази, ова ретко се случува, луѓе, да искористиме моментот. Застанува на... Ова е исто класика, Владо, ја ќе кажам. Све е крадено, Владо. Не, ова веќе толку надвор од Македонија не игра овој трач. Претходните два се универзални светски, не се чак ни балкански, само и него се светски трачеви. Овој морам за жал да кажам дека е наша специјалност македонска, затоа што било каде од Табановце нагоре или од Богородица надоле, добро, сите знаат што е обработка, што е плагијат. Знаат. Луѓето се малце по музички, теоретски вака, и кога ќе чуе иста мелодија, ама друг текст, свика, овој ја обработил, пошто побогу, музиката циркулира, светски звезди си пеат туѓи песни, Уитни Хјустон зима од Доли Партон песна, напишана пред 30 години и го пуни контото на Доли Партон со филмот, нели? Последниве години да не правиме муаве. И Доли Партон и вика, фала душо што ми обработи песната. И она, и цел свет знае
Whitney Houston свака част, ама песната е на Доли Партон од пред 30 години. Во мојот случај, македончето, чим чуе позната друга музика, македончето, не зборам сите, али генерално, има една италијанска ваква, но не вика Уште посладко е која ќе ја најде. Или постои руска таква мелодија или италијанска мелодија, ама овој стај македонски текст, краде лопо. Обработка, ама концептот на обработка нешто не им е јасен. Додека било каде проверено во Србија, во Хрватска, чак не мора да идеш далеку, си зна. Еве, албумот нов што ми искача за Кроација рекорд следниот месец. Кој што го заврши бајдови многу готово. Сега го заврши пред некој ден. Го спакувавме, да. Една од работите што од мене го бараа на мејл да пратаме кои се автори, имаме ли дозвола и кој ги пишал песните. И таму си стои црно на бело. Знаеш, која песна е руска музика, Сергеј Молчанов, аба Владенски стайл текст. И тоа се вика, пример, ја така, кога су го работеле обработки, пеачи, Чолич, Бајага, сите што прави обработки, јас сум рекол, види бе Шубо, таа познатата песна ја направил кај нас да ни биде нас убаво. Некој непозната шо има? Не, овде завидливците викаат лопов, пошто едино така пустиот може да си објасни како бе 30 години му се добри песните. Затоа краде бе. Мора да краде. Тоа е тоа. Пушти уште најде, ти има еден тон, ајде уште еден. Колку ги имаш, ал бескрајно е ова, жаре. Многу има човек, многу има, стварно има многу. Ајде, дај да видиш што ќе падне. Последно ова. 98 на Евровизија те прати партија. Да. Тоа беше една од причините зашто престана да даме Евровизија, пошто во жива емисија на МРТ ми рекол, ај сега кажите како вие со Копров ја наместивте Евровизија. Мисли, државната телевизија ми местеше, ме прашуе како телевизијата што го организирала, пушта водител да ме праша, ај сега признај со Копров како ја наместивте Евровизија. Па ти сам себе бок си удираш бе, пријателе. Прејако. И таму тргна приказката као, ама во публика беше не знам, овој лидер на таа партија, па му намигна у вториот рефрен на Владо му намигна, победата е готова, уште на првиот рефрен и Владо си отпеа и си победи и после се дигна телефон од другото сопче и отиде телевотингот да се издиктира и си направија приказка дека не бе таа не зори зора, шо песна е таа бе, наместена работа. А пази, Копров првите 3 места ги освои сам. Сите 3 први песни беа негови. Он него му беше svejedno кој од нас тројцата победува. Дули и Колки беа трети, Гиш беше втори, сите 3 песни беа на Копров. Копров му беше svejedno кој од нас тројца ќе отиде. Копров цар вака како ќе размислил, браво. Многу е јак, пријател. Цар. Многу е јак, ама луѓето сумња, многу се цинични, знаеш, некогаш за успехот секогаш имаат само циничен. немој успех. Не, наместена работа. А кај што е стварно наместено немаат појма. Точно, ше многу интересно. А обратно, а кај што стварно што се мучка таму не. Регуларно. Да, доста трачеви, толку трачеви. Еден имам само уште од мене. Еве, не вртиме сега ова од мене исто класика, морам да те прашам бидејќи одма мене кога си викав да не се падне тоа. Крајна со тебе, жаре. Она со сидата, човече. Од кај тоа? Од Тајланд и тоа сам си го барам. И не само тоа, него како сида па се излечил. Тоа е преако. Тама мислиш немало глупо поглупо, имало. Пази, глупост е да мислиш дека не се појавуваш на спотови затоа што имаш сида. Тоа е као глупа варијанта. Не се сликам затоа што лежам у болница сида и затоа ме нема на спотови и на не сака да го слики, да. А уште поглупо е дека имаше ама као грипче му пројде. Како бе? Абе како тоа? Ко настинка го фати, ама си оздраве човек. Овие милиардери што умираат, они не знаат како. Добре. И онда, знаеш, сите трачеви се на крај смешки испаѓаат, не дај Боже само Господ да запишува горе. Све што ми мислат, не дај Боже овој да води евиденција горе. Да нема некој тефтер таму. Ајде да те вратиме на самиот почеток. Јас и ти си гостувал повеќе пати, ама не сме зборувале многу за детството. Сакам, знаеш, малку да ни раскажеш, Пете, какви родители си имал, какво било детството, како си растел, на што ти текнува прво кога ќе се навратиш на најраните некои спомени? Какво дете беше? Од типот, знаеш, мирно, бесно? Пргаво, да. Пргаво, ама пошто бев слаб и низок, ме вика глушец. Да имав надимак у мало глушец. Глушецот? Затоа што бев најнизок од сите, најслаб од сите
И валјда имав и некој тенко гласче, не се сеќам. И надимокот ми беше Глушец. И среќа никош не се потфати тој надимак после. Пошто негде у 6-7 оделение израснав 25 сантиметри за едно лето. Опа. И одеднаш се издивалира. Глушецов порасна. Така, овде имам 14 години и ја бев убеден овдека 13. Бев убеден дека ја кога ќе пораснам, значи за кај да е за 7-8 години од овде, Да. ја ќе бидам десен бек на фудбалска репрезентација на Југославија. У најмала рака Ќе Вардар. играм у Вардар, нели пошто тука овде сум на тренинг за пионерите у Вардар. И дека само е прашање на време кога ја тоа ќе бидам не само прво тимец на Вардар, него репрезентативец на Југославија, пријатели. И дека фудбалерот тоа е мојата иднина и крај. А Толку сум дома, знаел. знаеш, обично родителите за нас сакаат да бидеме, не знам, едниот родител доктор, другиот право да студираме. Кај тебе како беше? Во што те бутка, да Кога речем? ги слушав моите книги што ќе кај ќе беше? завршев, жаре. Што мислиш, што ќе беше? Нема што да мислам, знам. Што сакаа да бидеш? Ја да ги слушав моите, мајка ми стално се приклонуваше на таткото, така секоја фамилија, нели? Добро, како да. вика таткото, мајката и да мисли другачие. Ја. Татко ми да го се слушаше Бога опрости, неговиот план за мене беше следниот. Пошто бев брлив, нели, чуден некој пубертет ме зафати, Темпераментно дете. попуштив у школа, од петки почнав кецови да правам у трето, четврто година тоа не гимназија. сум знал. Абе хормони женски, знаеш како ти, каква книга, каква школа. А кај учеше средно? У Цветан Димов, у Чаир, тогаш бевме тазе доселени у Чаир, од центар. Добро, од центар во Чаир, И добро. одеднаш добро. чариска мафија која ме фати, и ја фино дете од центар, која ме начека невин и неискварен у Чаир, за 6 месеци убрзан курс по мангуплук ми дадоа. Така, го помина со И високи јас оценки. Одличен скроз тука, и со значи дека у школу паднав, Да. почна да ми идат бубачки у глава и нула промаше. Почнав со музика да се бавам. Ова е слика кај што ми влезе дека ќе бидам тапанар. Почнав да играм, ова е фудбал што го зборев преска. Добро. Фудбалот ме доведе до Ама Чаир е фудбалско место. у Балкан играв ја. Така? У Балкан играв и уште мислев дека тоа ќе ми е кариера. На една утакмица на подмладок на Балкан, ја паѓам со глава на земја. Значи, кога рипа по скок, овој ме потфаќа со ногите и ја главечки удирам со земја. Некој потрес на мозок добијам. Сериозно значи. И ја морам 3 месеци да лежам у болница. Дете со 17 години лежи у болница, што да прави со себе? Добро. И ја викам, млад си ќе ти помине као на кутре, ама треба да одседиш до 2 месеци у болница. И сега што да правам ја, Мало млад дете. дечко, у болница 3 месеци, немој ова, немој она, радио слушам. На радио кој забиле секоја трета песна, Кој? некоја нова група, Бело думе. И ја, ја у приказката сум фудбалер. Да, Јас сум веќе И на крај уцртан дека памет. ќе бидам. Не, и одеднаш музикава една, две, три, пет, шест песни, почне нешто ми спод кожа ми влего. Ја искачам од болница и наместо да идам на тренинг на овако, почнам дома да ја слушам плочава од Бело думе што ја купив и ми влезе чивијата со музикава, ја почнам да тропам по дома по. Ама ти немаш никакво образование музичко во Нити тој момент. инструмент имам, само една јака желба имам, ама нешто ми се случило внатре што ме натерало. И чекај, кој е step 1? Кој е прв чекор Прво во... е перниците добро. дома разфрени и нешто као гитара, немам што друго да правам, само тропам, лупам, учествувам некако у песнава ја. Да. Се враќа мајка ми дома расфрлани игли за плетење, тенџери, Тенџериња, да. Тенџер е онака Да. секогаш прво нешто. И од таму влезе чивијата. И са видам ми купија бубњеви. Тоа е сликата со мојот бубњар. Добро, значи си ги натерал да ти купат бубњеви Мора да релативно поминам брзо. одлично, мора да поминам одлично за да ми купат. А имаш услов. Мораше да се вратам со оценките у школа за да ми купат бубњеви. Али после па ме фатија други лудил, почнам да патувам. Така да и приказката со бубњевите не траеше долго. 3-4-5 години, тогаш свирев со Дарио, со Бонтон, со То Сендвич, со Роберт Стаздов, некои групи, Така, кои што да. беа локален карактер, немавме ништо, ни хитови, ни ова, не. И Предластовица. ама се затвори со 21 година го затворив тој проект што се викаше музика Так. и мислев дека толку е музика и дека нема ништо више. Се фрли на патување. И се фрлим на патување. Еве ме. Се фрли на Видиш, патување веќе овде имам веќе 23 години. Во некој од парковите, И може еден Хај парк, ранец, знака. имам еден ранец, внатре цел мој свет во еден ранец го Како собирам. изгледа патување во 80-ти изгледа? години? Многу различно. Пасошот е југословенски. Различно од денеска. Жаре, Да. еве, млади ве се тука. Нема ова денеска вие што патувате, тоа нема никаква допирна точка со нашите патувања. Да. Денеска
нели благодарение на овие субвенциите и со ова, имам 49 евра ако може до Барселона една повратна карта. Да, добро. Кај можел, незамисливо. Патуеш со Визер, спиеш во Airbnb или Booking. Абе незамисливо, до Љубљана, во иста држава ни треба 400 марки до Љубљана и назад. А денешни е као, ајде на викенду, не знам, у Рим. Имаш 35 евра, имам. Ајде до Рим да скокнеме, да. Ќе пиеме кафе. Нема шанси, скапо, невидено. И светот беше, никој, што го ја го знав, имаше и храброст, ни време да го прави тоа, јас што го правев. Со 20 години, со 100 марки у джеб да се отиснеш и да одеш. Тоа што значи сам си патувал? Сам. Ова што викаш, никој немаше храброст. Ни Петко, ни Станко, никој. Само една желба за авантури. Добро, а пари како се наоѓа? 21 годишњак си, значи немаш работа, немаш сега ги кажам. Имаше железниците европски, има еден проект за млади до 26 години, се викаше Интеррейл. Каде што секој што има испод 26 години можеше за 200 марки, тогаш ништо за денеска 200 евра, например, да купи карта што му важи месец дена за било кој воз во Европа. Така. И тоа беше за нас као цел месец, кај ти душа сака, со една карта. Кој беше прво патување сам кај Швајцарија. Зошто баш Швајцарија? Таму имав женска. Опа, швајцарка. Да. Која што едина која што ми рече дојди кај мене, не ти требаат пари. Да секој друго сценарио ми требаа пари. За хотел. А дечко до 20 години без пари може само кај девојка што го сака да отиде и да го прими дома. Па баш убаво, што? У ниедно друго сценарио ја не можев од Табановце подалго да отидам. Швајцарка беше од Швајцарија? Швајцарка, да. Да, браво. И ти ќе се сетиш и на името вака. Културовошки шок еден, мисли се од Чаир и знаеш у Швајцарија. Да. Се е друго, се е поинако. И тука мене ми влезе чивијата за патување. Ја реков, ова е некој нов свет, ова е нешто ново. Јас зелен со 19-20 што сум знаел, и знаеш се отварат други луѓе, други јадења, други муабети, друго се. Значи не е така као Македонија, па Бугарија е малце поинаку, знаеш, или Македонија, па Србија е нешто поинаку. Не, ова е ден и ноќ. За мене е една бомба. И патуваш секогаш кога можеш, така? И ја реков, додека не го испитам овој западен свет, што е, како е и зошто е толку различен од нас, ја не престанувам да патувам. И у следните 8-9 години така изгледав со ранецот, кај што ме водеше патот, кај што сретнав, упознав Петко, Станко, Зорица, Милица, кога го сретнав, ај со нас. Јас со вас. У исто време студирам факултет у Скопје, дали ти се вере? Па како правиш, се враќаше да даеш испит, па Тоа беше лукаво од моја страна, пошто ја кога го пишав факултетот, јас знаев перфектно англиски. Добро, а беше на книжевност? И знаев дека ако пишам англиски, ќе можам да си го дозволам луксузот да не идам на факултет, а да го завршам факултет. А пак да имаш и пристојни оценки. И сите одеа секој ден во аула, па ја белешки, јас се акав со ранецот на секаде, само дојав на испит, халео, бе, шеска, па. И па да ме нема 8-9 месеци, разбираш? Одлично. Така да некој финти ујдур ми прави. Го заврши на време факултет? Не за 4, али за 6. Добре, горе-доле, окей. За 6 часа? Со безичидење на факултет. Да, во тоа време. Абе шо? Бистро дете, без таа. Се изнашето меѓу другото и во Монте Карло имаме и таква една фотка пуштија. Кои се? Ова е, види. Кои се овие луѓе тука? Овде да ме свртиш вака, ја немам 5 марки у джеб. Али важно у Монте Карло сум испрчен пред јахтите. Да. А гледаш кој плагел. Овие другите што се со мене. Они немаат, јас имам, а они имаат јас све што немам. Така е. Така да ручек, немам ситно и они ќе платат. Се сеќаваш на ова патување? Како не знам, оваа до мене години поминавме заедно, после овој беше у Америка, дечко. Овој лево, да, и кај оди они таму и ја. А чекај, оваа до тебе што викаш години, што години? Какви години? Златни години да не сте поминали. Швеѓанките немаат години, они не стареа. Не? Оно е плаво, убаво. Како азиките? Абе, многу се. И са ја од Чаир денес за мене швеѓанка е као порно филм да гледам. Што да ти кажам? И она ми вика, сакаш да идеме ваму? Сакам. А добро, како ваква интернационална екипа се наоѓа? У возови ти викам, поврзи ја со Интеррейл приказката. Значи, у воз имам, ја имам Интеррейл, она има Интеррейл, сите имаме Интеррейл. И сите патуваме со исти возови, у исти правци се мешаме. Ти се сигнеш ваму, јас се качуем онаму.
Ти важиш. Сега јас знам дека не си до толку, ама сепак важиш за еден поприлично интровертен човек. Нема валјда да се љутиш. Сега да. Па тоа сакам да кажам, што ми е неповрзливо сето ова, да оди Владо Јаневски по возови да се запознава со луѓе, по уште да тера патување со. Овој Владо Јаневски нема везе со овој Владо Јаневски. Ова е најекстровертната верзија на Владо Јаневски што можеш да ја замислиш. Браво, добро, секоја чест. Ама младоста си има своји правила и своји прописи каде што цел свет е мој и јас сум гладен за отворен концепт. А овој Владо Јаневски му се чуди на тој Владо Јаневски? Не, го разбира од кај му доаѓало, али не му паѓа на памет да се врати на тоа. Не. Али тачно знам што го терало, али викам добро беше. Што го терало? Желбата да го види светот? Што? Јас сум ти као вегетаријанец у месара. Што значи тоа? Сум јадал месо у животот, сум престанал ич, не ми е гале дали се продаваат. Така да, она се што сум го видел во животот ми е сосема доволно да немам потреба веќе да идам ни у Монте Карло, ни со оваа да правам нешто, ни со она, пошто мене ми е затворен кругот во глава. Се што сум сакал да пробам, сум пробал. И затоа ти викам као вегетаријанец у месара. Ама ние имаме бучи, имаме ако. Нека. Ај со нас на журка направо, не фала. Ај со нас. И они мислат дека јас сум намчор и интроверт, затоа што не ќам со нив да се дружам. А усади суштината е дека ако на 22-3 сум се акал по Лондон и по Монте Карла и по Стокхолм и по сега да идам на журка у Ѓорче Петров. Има журки во Ѓорче Петров? Например, дојди ки идеме заедно на журка. Те разбирам. Или у кафана у Гевгилија ќе седнеме, бате сега. Што да правиме? Кога се врати, да речем, нели на пеењето, прв некој успех, кога чувствуваш, веројатно со Ластовица или не? И претходно имало локални, како што ги викаш, успеси, ама некоја поголема популарност, вака, кога осеќаш и како реагираат твоите на тоа најблиски, како реагираат? Прашањето ти е кога почнав со музика или кога фатив дека има популарност? Популарноста, да речам, прва некоја, Ластовица. И знаеш како реагира, пример, сестра на тоа, мајка на тоа, како за нив никогаш не си звезда. Нели? За нив никогаш не си звезда. Другите се менуваат околу тебе, одеднаш као имаш еден комшија ми каже со Ластовица кога ни стана хит огромен пушење. Така? Пушење Корпичка тие години. Да, и Корпичка ми беше надимак добри 3-4 години, така, Корпичка ми беше. Абе. Корпичка. Кој ево Корпичка ево. И сега тоа е сите си имаат понешто ги памтат, знаеш. И мене Корпичка ми беше надимак 2-3 години. По тоа приметив дека луѓето околу мене се менуваат, али моите блиски не. Никој од овие популарните не е звезда за нивните дома. Со Роберт кога почнувате, кога се запознавате, патем кажам како се запознавате? Ние бевме другари од мало. Значи од претходно се знаете. Кога се доселив у Чаир, он беше еден од првите познаници што ги створи познанства во Чаир. Се разликувавте карактер? Како не? Да? Како не? Да. Тоа помагаше во динамикава на дуото или моментот што сте различни? Не, ние бевме познаници зашто живеевме преку улица, ама он беше многу поинаков од мене. И не се дружевме до толку, а мојата прва љубов му беше комши кај него. Опа. И ја доаѓав кај него зграда затоа што девојчето кај него во зграда ми беше прва љубов. Види, да не тоа бучео на или која Роберт држи некоја таму. Тоа е омот од некој од првиот сингл Пушење кај што земавме две девојки кои што ги облековме у тогашната формула на сексепилка од црни чорапи. Ако се види црна чорапа, значи омотот ќе биде не, уназад 30 кусу години така. И така сме. И он ми беше поише познаник него другар. Ама во едно мојот враќање во Скопје од Нови Сад кај што пеев со една група, веќе почна да пеам, ми вика шо правиш, како правиш, ја му викам со една група пеам. Успелно. Не си више вика бубњар, сега пееш. Вика ја имам дома, купив едно канално 4-канално миксерче. Правам песни. Ама има неколку песнички, вика да доеш вика да отпееш нешто, и ја викам што да отпеем, имаш песна? Не, вика имам ла. Ќе ставиш текст? Ја викам не знам, па вика нели студираше англиски, што не напишеш еден текст. И ја као бивши човек, нели човек што идел на Шекспир и ја пишувам Корпичка. Како одиш од тоа
на некои така длабоки текстови, не знам како и тогаш некоја будала, А тоа се 4-5-6 години, како транзитираш? Кај што јас станувам више друг човек, после со првите напливи на популарност јавише сум друг се фраер. заситуваш од ова, ти станува премногу, што, знаеш? Ако сме озбилни, мислев дека треба да ја напуштам ластовица затоа што сакав да се, ова што го викаш ти, да растам во други правци. Да, мислам Значи, дека почувствува ако остане потреба. во ластовица, ќе бев во филмот на Роберт и Панки денеска и ќе пеевме такви Ке песни. не може да се излезе од тоа. И затоа што Роберт е многу хитовски расположен. И он ќе правеше такви песни како што правеше и стално ќе се бараат текстови од мене како што беа тие. И ја мислев дека треба да растам у друг правец. Добро, му убаво викаш тоа се правци, не дека значи дека едново е лошо, друго е добро или нешто слично. Тоа се фази. Значи секоја фаза во животот е потребна за да станеш тоа што си. Значи мене требало да ми се случи и Роберт Саздов и Ластовица за да ја денеска бидам без Саздов ја не може никад ни да почнам веројатно. Добра, поддршката што ја добиваше од Роберт, кај ја најде после? Не, после дојде само довербата кого? на сцена. После не ми требаше никој. Не. После школото што го поминав со Роберт Саздов, не ми требаше никој после да ми каже дека сум добар и дека знам. Ја доволна доза на самодоверба добив од тие година и пол дена поминати во Ластовица. Добро, а инспирациите очигледно ти се смени и за текстови и за се. Знаеш, многу како што кажам, многу подлабоки стануваат текстовиве, многу по интимни делуваат, не знам дали се. Ама ќе беше без везе да ја напуштам Ластовица ако продолжам и дале да пеам Тјути жив ти се. Зашто сум ја напуштил на Ластовица? Значи требаше да почнам да правам друга, поинакви песни за да го оправдам своето одење од Ластовица. И си бил во многу врски низ годините и така натаму. Никогаш не е дошла некоја која била блиску до нешто посериозно ли да го кажеме? Да. Па предупредиме дека менјаш тема. Освен ако не си бил во врски со мажи. Касно ми е за мали да почнем, нема. Не, знаеш, немало такво нешто сериозно што Како дошло не? блиску до тоа. Да, Мојата е коректна, политички некоректно. Мојата дефиниција на живот е политички некоректна за денешно време. Ти треба на твојата емисија да ставиш предупредување забрането за помлади од 18 години, пошто можам негативно да влијам на младите да не се женат. Подобро ти не разбереш? пропагираш тоа, ти не викаш вака правите. Али веројатно со страст го бранам својот став дека ми е убаво што сум неженет и што немам Ама да те дете. вратам, си дошол блиску до такво нешто? Имало варијанти, имало сигурно дека се погодиле девојки и жени кои што многу би биле добри да ми бидат сопатнички. Добро, Ја не сум бил како што треба. Јас сум бил или презелен, или пребудала, или прерастрчан, или преповршен, па не сум ја регистрирал, па после 10 години ми текнало, да бе, таа беше добра. Или сум ја регистрирал у real time дека е добра, ама мене ми идел паметот таму негде, така дека мене е проблем. Знаеш, не дека немало кандидатки кои што биле доволно добри да ми Дали со кој ти одел и муабет и све? Ама така? знаеш како е, кога си пеач, ти не можеш да избереш да бидеш емотивец. И моите големи одлуки никогаш не биле рационални. Ова што ме прашуваш ти, дали немало особа имала кога да сум бил порационален тип на човек, не емотивец, онака шлајка у моментот кога ќе ми текне чувствата мои, сигурно би закочил дека со оваа треба стварно да застанам, да тоа се нели е смирам, егото? Не, тоа е емотивната конструкција што имаш внатре. Емоциите. Која што има лоши страни, добри страни. Лошите страни се еве оваа, каде што големите животни одлуки ги носам емотивно. На своја штета најчесто. Ама од друга страна, таа емотивна моја страна па ми помага да правам песни. Ја без тоа не би можел леп да створам, да јадам. Добро, и за ова не дека едното е лошо или добро, туку Секој нешто си има добра и лоша страна. Да. Знаеш, струјата е добра, ти го прави добар животот, е болесен, а може да те убие. Истата таа струја. Така да, се нешто има и јенг и јанг. Добро, а како гледаш на потомство, знаеш, бидејќи тоа е една од работите кои доаѓаат заедно со ова второ, односно со семејство и така натаму. Не гледам никако, пошто немам емотивен однос према потомство, ништо. Јас сум сингл, цел живот вежбам сингл и малце е себично од мене и ја немам никакви ни да се жалам, ни да се фалам, ама немам однос кон тоа никако. Добро, близок човек кога ќе ти рече со најдобра намера, нели, ама нели би ти било криво, сепак ти си Владо Јаневски на друго да немаш нели као деца и така натаму и така. Точно така би ми се мешало живот, не би ми бил близок пријател. Така? Да. Зошто не би те знаел Затоа што доволно ја не добро? се мешам во тугите одлуки.
Јас сум најдобар да играм со човек кој што има 6 деца. И ја му викам, те сакам, те почитувам, сакаш 6 деца, свака част. Ја кој што не сум сакал да поднесам едно дете да растам, ја тотално да се респектирам кога некој сака да има 6 деца. Така да, формулата моја за животот, моја и неговата, не мора да се совпаѓа за да ние бидеме пријатели, другари, истомисленици, пајташи. Истиот чевел, тебе ти е таман, мене ме жулја, него му е голем, нема една формула за среќа. Така кога некој ќе рече некој за среќа ти требаат деца, фамилија, све. Као дефиниција. Тоа е неговата формула. Мојата формула не ја наметнувам на друг, ама и тој други од мене не треба да ми рече као ти си промашај у животот, немаш ни жена, ни деца, ни ништо. Така. Совршено време за една рунда брзи прашања. Пукај одговор, значи прво што ќе ти дојде. Кратко, најкратко. Еден збор да го опишеш твоето музичко патување, целосно кариера. Кој збор го опишува? Забавно. Одлично. Најтешка песна за пеење од било каков аспект. Моја? Да. Која ти е најтешка? Не мора да е тоа гласовно, може емотивно. Далеко е небото, затоа што за татко ми што почина и ми е тешко кога ја пее. Ете, место или град што чува посебен спомен за тебе? Стокхолм, добро. Мислам, знам зошто. Твоја омилена песна за изведување во живо? Evergreen. Стално ме расположува. Evergreen, кај Зоки малиот во джубокс, кога ја почнам, мене автоматски ми се дига расположение. Не знам зашто. Многу ми е, мене ми прави аплифт таа песна. Топ песна. Да. И сигурно Зоки е многу среќен. И онака е думта, и да сум просто расположен кога ја запеам таа, ме дига и мене. Песна, вика, која најлесно или најбрзо си ја напишал? Откако си негова, ја напишав за 5 минути после излетот со мојата девојка во Треска. Отидовме на матка, на еден излет, пред 20 на години со мојата тогашна девојка. И бевме, толку еден убав ден поминавме на матка. И кога се вратив, шо ми дојде текстот откако си негова седни кај нашата река и замижи, тоа е реката во Треска кај матка. И знам, се сеќам дека од сите текстови што сум ги напишал во животот, имало подобри, помалку добри, ама ова е една од подобрите кој што ми излегол без ималку, како да некој ми диктирал кроз рака и сум го пишувал. Го чувам ливчето на кој што сум ја пишувал, песната нема ни една чкртка. Вау. Како што излегло, тоа ми е едини текст кај што ни едно зборче накнадно не сум сакал да променам. Што не се случува никогаш. Да, тоа да знам, тоа е донака. И последно песна која со кај обратно највеќе си се мачел дури да дотеруваш, дури да правиш, дури. Да, пиши, бриши, допиши. Обратно. Дома си е дома е пишува на 3 години. Зборче ваму, зборче таму. Првата строфа е на аеродром во Москва, каде што сум го пропуштил авионот за Македонија и толку ми било мака што ја веќе се видов. Она е господина, гледам 97, да. Добро. И 90 толку ми било мака, веќе се видов во Скопје кај мајка ми дома, гушнат после 2 години дома. И ја го пропуштам авионот, вика нема више место, друг авион, утре треба да чекате. И ја од мака што веќе у Скопје бев отиден со главата, седнав и се сеќам дека напишав строфа, ама една строфа. После тоа негде уđум кај бев у друга земја, исто на некоја железничка станица, ми излезе втората строфа. И така се влечеше, дома си е дома, 3 години, 3 строфи, едни бедни. Дур да стигнува. Да, Кај го најдов се? Дур да стигнува. Еве, аеродром Шереметиево, 997. Така. И сега црквиве со златни кровови се Москва. Тоа е Русија, така. Ама Москва е преполна со цркви кои се сите позлатени кровови. И не треба да си многу паметен да знаеш дека тоа е Русија. Да одгатнеш. Ова нешто доле, например, е Шведска. Кај вас сонцето од 4 страни грее топол зрак е моја метафора за земја на изобилие. Кога кај грее сонцето од 4 страни, бе? Значи сум сакал да кажем кај вас е толку све совршено, чак и сонцето од север грее. Браво. Ама не требало да дојде на Шереметиево таа строфа, него требало да поминат година и пол дена за да ја устокам ја напишам втората строфа. Па да помине уште 6 месеци и ја да се вратам од Нови Сад да возам со кола за да стасам на Великден у црква да запалам свеќа. Засеќам дека уморен кроз некој дожд, ја од Нови Сад возам до Скопје,
ама со идеја дека сабота, пази, у тие години Великден и црквата беше за мене доживот. Значи најубав ден во годината беше стоењето пред црква со свеќа. Соборен храм, во центар, и кај год да сум ја да се створам у Скопје за да застанам едно саат-два, дал видел некој, дал не видел, ама свеќата и ја пред црква. И еве го рефренот. И затоа е Великден, и затоа е бијат камбаните, и затоа е друм, зашто ја фактички шибам низ дожд за да стасам у Скопје за Великден. И сега календарски тоа се години, жаре. Ливчево го гледаш, песма напишал. Години се пишувала песна. За разлика од таа што ти ја кажав, за 5 минути искочила. Божија работа, кој знае како доаѓа. Нема формула. Не знаеш. Нема формула, само хитови има. Пред крај сме веќе близу до крајот. Кога ти било најтешко во кариерата? И како си се извадил од тоа? Кога се вратив од Бирмингем. Сите ме плюкаа затоа што не сум победил на Евровизија. Да. И како и ја 2 години затворен дома да сватам, чекај, они се јанлаш или јас сум јанлаш. Некој овде е грешка, пошто ја имав толку убави чувства за Евровизија и дојдов дома и видов дека сите се разочарани што не сум нешто као направил бум Евровизија. Како да им објаснам? Тоа го свати како некакво предавство од публика? Не, ме здоболе, пошто мислев дека е толку очигледно како тоа функционира Евровизија, кога видов дека луѓето не знаат дека тоа е очигледно. Луѓето тек после 15 години открија, а у политика имало Евровизија. А поени имало менјање. Тоа е 10-15 години откако го исплюкавме Владо Јаневски со Не зори зоро, сега ни текна јасно дека поените уствари вака идат, Шведска, Данска, Шведска, Грчка, Кипар, Грчка. Ама важно го исплюкавме Владо 98. И тоа ми беше тешко, ме здоболе емотивно, ама преболе после година, дена, две ми пројде. Добро. Ама треба и за тоа сили. И тоа не го може секој. Знаеш, многу луѓе би се откажале, многу луѓе би продолжиле да бидат гневни. Ако знаеш дека си управо, треба само да изчекаш, да искачи вистината, да не ги разобидеш луѓето, времето ќе си каже. Добро, Владо, ама и сме плюкачка нација, ќе се сложиш си. Сите сме, не само македонци. Тоа пата сите, да. Успехот не се прашта. Никаде, значи не само кај нас. Не сме посебно склони кон таква работа. Не, секоја нација ги има истите плукачки способности, ги има секоја нација има тој феномен на маса, на стадо, на крдо, каде што овој сега ќе го дигнеме од звезди, ама многу отиде, сега ќе го свинеме доле. Значи кој да се бави со јавен живот треба да си знае дека тоа е тоа. Така, и ако си спремен, ќе ги преживееш полесно, ќе издржиш. Да, така. Како сакаш да те запамтат во иднина? Како сакаш да те запамтат? Знаеш, како Човек кој што пеел овакво убави љубавни песни, толку. Така? Да. Тоа си е сосема доволно. Сосема доволно како дефиниција.